Поздравувам и посакувам Божи благослов. Прва сабота од тромесечие, исто како на 6 јануари и на 6 април, веднаш после Света вечера, малку души во црква. Прва сабота после Света вечера, некако малку души во црква. Сега, а да беше бомбардирање, како на 6 април пред 83 години, дали и ние ќе дојдевме во црква? А кога ќе фати новата пандемија, ќе дојдеме ли во црква? Да не заборавиме дека кога ли поминаа пред само 4 години, 2,5 месеци не доаѓавме во црква. Имавме интернет богослужение. Да, затоа што од дома до тука ни беше забрането да се движиме, да. А не тука да бидеме. Така. Уште колку време имаме за мир и слобода пред нас во нашиот живот? Уште малку или уште многу? Тоа е единственото сигурно. Деновиве се повеќе се множат гласини за Трета светска војна. Ние тоа го знаеме одамна, го слушаме одамна и не се плашиме, тоа ми беше следната мисла, затоа што еден што се знае, така не посоветувал одамна не посоветувал. Но не се плашете. Ке слушате за војни и гласини за војни, но не се плашете. Бидејќи тоа се уште не е крајот. Тоа треба да биде, вели. Значи, треба да биде и медиумската пропаганда, значи и гласините треба да бидат. Но не се плашете од тоа, бидејќи тоа се уште не е крајот. А што, а од самиот крај, ќе се плашиме од самиот крај? Не. Нека се плаши светот. Самиот крај пак за Божиот народ представува второто Христово доаѓање. Доаѓањето на царот на царевите. Нивната најголема радост и нашата најголема радост. Значи, од ништо нема што да се плашиме. Освен од една работа, вели Елена Вајд, треба да се плашиме. Која беше таа, се сеќавате? Ако заборавиме како Господ не водеше во минатото. Интересна мисла. И треба ли да се плашиме од тоа? Сакал да споделам некои занимливости кои што одамна чека уште од февруари месец. Рајно ги памтиш. Да. Имено во јануари на така наречениот состанок на светските влади
World Government Summit, така некако. Директорот или председателот, како се вика, титулата, кловнот, јас би рекол, како и секоја марионета на така наречената Светска здравствена организација, најавил дека во мај, а тоа е веќе следниот месец, во мај треба да се потпише на нов светски самит еден така наречен меѓународен договор за медицински прописи. Медицинско-санитетски прописи, ако не се лажам. Што практично значи, ако се потпише и одржи таков самит и договор следниот месец, дека Светската здравствена организација ќе стекне официјален статус на светска влада, барем по медицинските прашања, и со други зборови, дека и за време на следната пландемија, која што одамна ја најавиле, уште од лани е таа најавена, зимоска исто така потврдена, се подготвува концлогор за непослушните. Кои се непослушните? Оние што нема да сакаат да примат вакцина. Да. Треба да се плашиме од вакви најави? Јок. Може би Господ ќе дозволи трета светска војна, за да тоа не се оствари. А може би ниту едното, ниту другото. Но и да биде и едното, и другото, треба да се плашиме? Не. Зошто? Затоа што памтиме како Господ не водеше во минатото. Како победивме во минатото. Барем ние тукашнова влада ја победивме. Наместо концлогор, Господ ја сруши таа влада. Само 2 месеци после нашиот протест. Но, хајде, тогашниот ковид беше само загревање. Холандската кралица, Максима, мислам се вика, во едно неодамнешно интервју, каде што темата беше вештачката интелигенција и каде што, како и секој друг кловн, односно политичка марионета, навиваат за дигитализацијата, за трансхуманизмот, значи и за напредокот на вештачката интелигенција, меѓу другите предности на едно дигитализирано општество во блиска иднина, споменува и тоа дека секој граѓанин значи треба да добие единствен дигитален идентитет во светот и со тоа вештачката интелигенција веднаш ќе знае за секој човек на планетава дали сте вакцинирани или не. Дури тоа. И со ваквата своја нејзина изјава веднаш се издаде за тоа каков напредок, каква цивилизација и какви предности нуди идното дигитализирано општество. Дигиталниот концлогор или дистопијата, како што мнозина ја нарекуваат. Кога сме ке вакцините, да споменам уште некои горе-долу кратки информации. Имено
еден руски стручњак за биохемиско оружје по име Игор Никулин, исто така малку постара информација од Зимовска, има изјавено дека новата пандемија, сега тоа може да го наречеме и теорија, може да го наречеме и предпоставка, може да го наречеме и мислење, но кога тоа мислење го дава стручно лице, на секој суд, таквиот исказ се прифаќа како исказ, сведоштво на стручен сведок. Значи, ако поминува на суд, може да помине и во јавноста. Исказот од стручен сведок. Дека новата пандемија, наречена X, затоа што се уште не измислиле име, значи самата пандемија е измислена, самиот вирус е подготвен и вакцините за него се подготвени, само име не има дадено. Зошто? Се чека со името само. Како да е крстат кој ќе се појави, па за да крдото, значи најнеинтелигентните граѓани на планетава, оние кои што веруваат на партиските медиуми, за да тие не сватат дека се работи за пандемија. Светската здравствена организација ги нарече крдо. Повикувајќи масовно вакцинирање за да што се постигне, така беше официјалниот исказ, зошто масовно да се вакцинира човештвото во време на ковидот, за да се постигне имунитет на крдото. Така беше официјалниот наслов. Имунитет на стадо, крдо. Крдо конкретно, бидејќи вакцина потекнува од вака, крава, латинскиот збор за крава. Така не нарече Светската здравствена организација, официјално, отворено, па според тоа, значи ова што претендира да стане светска влада по медицински прашања, уште следниот месец, ако се потпише тој договор. И сега испега дека сите оние кои што побрза и прифатија да се вакцинираат, што со тоа прифатија? Ја прифатија етикетата, што не јас, не ние, туку Светската здравствена организација им ја залепи, дека се крави, во Библијата постои изразот крави васански, дека се крави и дека се крдо. Така ве третира ѓаволската елита, како крдо, не ние. Ѓаволската елита преку сите официјални влади во светот и нивните официјални образовни програми, исто така ве третира како човеколики мајмуни. Но Господ и Светото писмо не ве третираат така. Господ како што ве третира? Како некој, како битија создадени според неговиот лик. Колко е тоа славно нешто. Колко е тоа неспоредливо нешто. И сега зависи од тоа што ќе веруваме. Не верувам во Господ? Што ми преостанува да верувам во тој случај? Дека сум мајмун. Или мајмун, или кучка, како сакате. А тие од третиот, четвртиот пол или род, тие не знам што.
Нема трето. Или сме на Божја страна, во големата борба, или сме на Христова страна, или, како рече брат Зоја, на страна на мамонот. А мамонот, да, беше халдејскиот, арамејскиот, семитскиот бог на парите. Мамонот. Кој владее денес со светот? Мамонот. Сите банки, целата таа така наречена монетарна власт. Глобализмот, да. Сите Ротшилди и Рокфелери му служат на мамонот. Има тој многу други имиња, се разбира. Да не ги спомнуваме. Го споменавте него и на библиската поука. И сега да довршам мислата, Игор Никулин тврди дека новата пандемија ќе биде предизвикана, знаете од што? Вели. Тој вели. Стручен сведок, стручно лице. Не може да биде обвинето дека е тоа руска државна пропаганда, затоа што ако се сеќавате, председателот Путин и руската државна и руската влада исто така повикуваа како и Трампот во Америка, божемниот патриот и антиглобалист, повикуваа на вакцинација. Само што Русија беше подемократска од Западот, не ги наметнуваше вакцините, туку дозволуваше слобода, но пропагираше да се вакцинираат и руските граѓани, но не ги тераше со сила, не ги уценуваше, не им забрануваше посета на молови, трговски центри, кафеани, сладкарници и не знам што. Од што ќе биде сега според Игор Никулин предизвикана новата пандемија X? Знаете од што вели? Негово мислење од вакцините за COVID-19. Не знаеме. Само го пренесувам како информација. Кога сме пак сега кај тие вакцини, деновиве страшна вест. Оваа седмица. Страшна информација. Германската влада, која влада? Значи не некоја руска пак, која што и таа не беше против вакцините, туку некоја западна влада. Германската влада признава, замислите фрапантен наслов, од оваа седмица, тази информација. Германската влада признава дека не постоела, немало никаква пандемија за време ковидот. Што значи тоа? Ќе го прочитам целиот текст кој што е објавен во списанието Multipolar на англиски јазик, чија што статија вели вака: од Германија стигнуваат фрапантни вести, откако владата германска била принудена затоа што една организација, едно здружение на граѓани ја тужела германската влада, значи едно здружение на граѓани од Германија ја тужела германската влада врз основа на законот за слободен пристап на јавни информации, да мора да објави некои документи од периодот, од времето на COVID пандемијата. Значи, германската влада не затоа што сакала, се разбира, туку затоа што била принудена, признала дека
Така наречените теоретичари на заговор биле во право за време на пандемијата COVID. Што значи тоа? Според германската влада, воопшто немало пандемија. Туку, едноставно се работело за внимателно испланирана и спроведена психолошка операција на воено ниво, за да на масите, кои се тие, крдото, масите им се испере мозок со цел да ја прифатат експерименталната вакцина со катастрофални последици. Пазите, ова е сега сведоштво на германската влада. Само затоа што била принудена да објави тогаш доверливи документи, а сега објавени. Овие тајни документи на германската влада, добиени како резултат на барањето за слобода на информација и накнадни тужби, ја разоткрија лагата на глобалната елита во врска со ковидот. Професорот Пол Шрејер, добро, значи тој е тој што ја поднал тужбата, ќе го скокнам тој пасус, бидејќи не ми е битен, но еден друг професор по име Стивен Хомбург објаснува дека резултатите се фрапантни и во потполност ги оправдуваат сите оние кои што се осмелија да го доведат во прашање наративот за сите блокади, маски и вакцини за време на пандемијата. Тајните владини документи, значи на германската влада, вкупно 2000 страници, замислите. Покажуваат дека скоро во се биле во право, така наречените теоретичари на заговор, како што беа наречени, и дека така наречената пандемија била целосна измама. Понатаму статијата завршува, скокам некои пасуси кои што не се битни, завршува и со овие последни два пасуса. За несреќа на сите вакцинирани, јапонските истражувачи ја поврзале ковид вакцината со стотини различни новопројавени болести. А новата загрижувачка студија покажала дека оние луѓе кои што се потполно вакцинирани, се мисли со ковид вакцините, оние потполно, значи оние што имале неколку дози, како што ги нарекува, тие се потполно вакцинираните, може да очекува дека животниот век ќе им биде скратен за неверојатни 25 години. Баш вау. Сега дали е во право? Игор Никулин, рускиот биохемичар, германската влада потврдува дека бевме во право. Зошто бевме во право? Да ве подсетам, може да ја најдете во архивата на нашите проповеди. Првата беседа што ја одржав после пандемијата, после интернет богослуженијата, беше мојата проповед од 30. мај 2020 година, второто богослужение во црква после паузата од 2,5 месеци, насловена фармација. И тогаш изјавив нешто што и тоа беше пред време, вирусот и болеста беа стварни. Че не паднавме ние на спинот
кој што го пропагираа мнозина, дека самиот вирус и самата болест не постојат. Вирусот и болеста беа стварни, но што реков дека е лажно? Пандемијата е лажна. Тогаш го кажав, пролетта 20 година. Еве германската влада не потврдува. Од тогашни документи исто така, само што денес се објавени 24-та година. Зошто бевме во право, браќа и сестри? И зошто не треба да заборавиме како Господ не водеше, ова би го нарекол, во најблиското минато, оваа деценија? Затоа што, не затоа што ние сме попаметни од другите луѓе во светот, затоа што знаевме во кого веруваме. Го следевме откровението. Го следевме Божјото Слово, Божјите откровенија, Божјите упатства. Го следевме духот на пророштвото. И што запиша Давид, например, во најдолгиот псалм? Кој е најдолгиот псалм? Кој го знае на памет најдолгиот псалм? Кој го знае на памет најкраткиот псалм? И влегувате низ неговите порти со славословие. Фалете го Господа сите народи. И ја не го знам баш. Што напиша Давид во најдолгиот псалм? Помудар станав и од кого? Од старците. Зошто? Го знаете тој стих? Ајде, кај беше тој стих? Ајде го најдеме тој стих. Ајде, бидејќи псалмите уште не држат. Односно, љубовта кон псалмите уште не држи. Помудар станав и од старците. Како? Зошто? Под кој услов? Кога? Се сеќавате? 100-тиот стих? Да. Овој превод вели, поумен станав од старите, зашто ги пазам твоите заповеди. Сте имале вакво искуство? Еве, ние колективно имавме вакво искуство пред 4 години за време, и пред 3 години за време вакцините, за време ковидот. Поумен станав, помудар, велат други преводи. Станав и од старците. Зошто? Бидејќи ги запазив, ги држам твоите заповеди, Божите заповеди, Господовите заповеди. И може да се сетиме на други стихови. Јаков повикува, кој, ако некој од вас му не достига мудрост, кај да ја бара? Таму на почеток од своето послание. Нека ја бара од озгора, од Отецот на светлината, во кого нема промени, во кого нема сенка. Мудроста се наоѓа во Божјето Слово, во Христа, кој што самиот е олицетворение на Божјата мудрост. Така наречен уште во 8 глава од Соломоновите изреки или пословици. Интересно е пак што еден друг западен, значи западен, не некој руски, доктор Пол Крейг Робертс, ова е малку постара информација, исто така од февруари, имаше изјавено дека февруари или март, кога умре овој рускиот опозиционер Навални. Веројатно мејатиот месец беше, не се сеќавам точно. Значи сега британски доктор изјавил
дека Навални умрел од последици на вакцината. Значи, ја не знам дали бил вакциниран или не знам дали е тоа точно или не, само пренесувам изјава на едно друго стручно лице, овој пат западен стручњак. Да го кажеш ова некој русин, кажеш, путиновска пропаганда. Но британски стручњак го кажа. Навални, според податоците што ги имал во врска со неговата смрт, како одеднаш колабирал, и тоа за време на физичка активност, за време тренинг таму во затворот кај што се наоѓал, дека според симптомите, според показателите му личат дека е смрт од вакцината. Како што јас читав, ако се сеќавате и лани и полани, за еден куп 20 годишњаци и за еден куп тинејџери, меѓу нив, меѓу 20 и 30 годишњаците, еден куп фудбалери, атлетичари, кои што се сега во гроб, така на млади години, починати како последица од овие COVID вакцини. И уште најмалку две занимливости, колку што ги помнам. Може би некоја и ќе испуштам, или веќе испуштив. Имено римокатоличкиот кардинал. Прво, добро, сега се присетив на уште една трета. Кардиналот Герхард Милер, германец, значи, побара американскиот председател Џо Бајден да биде исклучен од католичката црква, значи бил католик овој, дементниев, заради сите беззаконија, меѓу другото и официјалното одобрување на абортус, на како да го наречеме ова, содомијата, да не употребам некој полош збор, и така натаму. Другиот пак, значи, ако едниот е Јосиф, другиот е Никодим, католички Никодим, надбискупот, односно кардиналот Карло Марија Вигано, изјави дека римокатоличката хиерархија, значи папата и неговите следбеници, или така наречената римска курија, му служат на новиот светски поредок. Со други зборови, на мамонот, на ѓаволот и така натаму, ништо ново. Но знаете што друго се случи во неделата? Која беше последната недела? Неделата, што измина, беше, да, кога се смени часот, нели? Кога последен пат ние, јас и Борче, се дружевме со Миле овдека, пред да го испратиме, потоа следната ноќ. И слава на Бога што ја вослеше нашата молитва и жив и здрав се врати дома кај своето семејство, уште во понеделникот. Беше, што беше мејатата недела? Календарски. Добро. Според други календари беше и нешто друго. Но на тој 31. според Григоријанскиот календар беше еден Григоријански празник. Знаете кој? Католичкиот Великден. Односно, празникот, лажниот Великден, ја би рекол, празникот посветен на Божицата на пролетта, Иштар, или Астарта, да, така некако, Сидонска Божица. Језавелја има врска со тоа. Да. Сидонската принцеза. Так.
А за сето тоа да се женат израелските цареви со пагански принцези, лош пример дал никој друг, туку самиот Соломон. Но не тогаш кога бил млад, а мудар, малку обратно. Кај некој од нас, како и Соломон, имаме обратна ситуација. Кога бевме млади, бевме мудри, кога остаревме, полудевме. Ни се сврти паметот. Соломон го остави прво тој лош пример. Па дури и Ахав, но не само тој, се беше оженил со многу божечка принцеза. На тој католички Великден, а кога е веќе Великден во прашање, за тоа посебна тема, следната сабота, ако даде Господ живот и здравие, кога ќе почнеме, барем ќе почнеме, дали истата сабота ќе завршам, ќе видиме, може, ќе почнеме да одговараме на прашањето што представува срцето на земјата. Во врска со календарот, со вистинскиот календар на последната седмица од Христовиот живот до крстот. Значи, за следната сабота тоа, но католичкиот Великден го споменувам во врска со нешто друго. Председателот Бајден го прогласи овој 31. март за ден на што? Знаете на што? Па со еден збор да кажам, ја не знам како точно е формулирано. Мислам дека вака беше официјалниот назив. Ден на сите трансродни личности. Односно, ден на сите содомски гадоти. Да, во овој свет. Значи, пазите, еден председател, иако дементен, наводно се уште формално член на католичката црква, иако ги застапува сите леви, безбожни, идиотски, политички агенди. Значи, како да не е доста тоа, денот на католичкиот Великден, ако целта била, ја не знам дали сега тоа се однесува на секој 31. март, како некој годишен празник на Педеранова, или само тој, тогаш, но ајде нека биде дека секој 31. март ќе биде ден на содомјаните, официјално, или само на транс личностите, ако се воопшто личности. Зошто баш на денот на католичкиот Великден? Која е пораката што сака да ја испратат ѓаволите преку него? Ајде за тоа малку повеќе ќе споменам следната сабота. Ако даде Господ живот и здравие. А најсимпатичната вест, бидејќи ми е малце најзабавна, иако не е вестината, библиски гледано. Имено познатиот, а во последно време и многу контроверзниот, американски артист и режисер, кој друг, Мел Гибсон, изјави отворено, внимавајте, ова е голема храброст да изјавиш вакво нешто, изјави отворено дека британскиот принц Вилијам, официјалната титула му е принцот од Велс, нели, и престолонаследник официјален, е антихрист. Точка. Не знам дали мисли на
дека ќе биде последниот антихрист, ако тоа мисли, тоа секако не е точно. Но ако мисли антихрист како еден од многуте антихристи, тоа е многу точно. Но голема храброст па да изјавиш такво нешто. Зошто? Па затоа што целото британско кралско семејство одамна му служи на ѓаволот по еден куп прашања. Да не редиме. Меѓу другото, баш принцот Вилијамс најави војна против христијанството и отворено најави, демонстрираше, имаше изјавено неодамна и тоа, дека има лична цел да го искорени христијанството од Велика Британија, или Обединетото кралство, како се вика. И јас кога тоа прв пат го прочитав, мислам дека беше лани некаде, не се сеќавам, пред овие настани со жена му сега, и тука еден куп теории на заговори за тоа што се случува со жена му. Пред овие настани со жена му, значи беше пред зимоска, тоа мислам лани беше. Се сеќавам само кога ја прочитав таа вест, се прашав дали Британија мисли да го и кога мисли да го смени своето знаме со двата крста, своето традиционално знаме и да стави тамо некоја смешна содомска символика. Како и таа поранешна христијанска нација. Која ми е целта со сите овие информации? Не се, дали забораев некоја битна, само сакам да ми текне. Мислам дека сите ги кажав. Што мислев да ги кажам. Живееме навистина во едно лудо време, каде што сите вредности се каша попара направени. Се анархија. Се почнува да се распаѓа околу нас. Се изненадив, се појавија на интернет последниве месец дена, ако не и повеќе, еден куп теории за тоа што ќе се случи во Америка задутре во понеделник на следново затемнување на сонцето. Значи, затемнување на сонцето се случува во фаза на млада месечина, младина, што значи дури следнава седмица почнува пасхалниот месец, пролетниот месец Нисан или Авив. И еврејската Пасха 2 недели потоа. А православниот Великден, вестинскиот, многу подоцна. Затоа повеќе следната сабота. Но каде Великден на пролет? Каде во март Великден? Кај го има тоа? Тоа е празникот на пролета, не на Христовото воскресение. Тоа е аштартата. Не ми е тоа сега темата. Теории на заговор еден куп, што ќе се случи сега заутре? Кој чудо сега ќе се случи заутре? Јас прогнозирам, ништо нема се случи. Се ќе продолжи како што било и пред тоа. Но, мнозина се веќе исполнети со страх дека нешто мистично, нешто големо, може би нуклеарен напад врз или од Русија, нешто ЦЕРН најавува, дека ќе се обиде ќе се лансират некои ракети во Вселената во понеделник за време на помрачувањето, заради некои експерименти. Не знаеме. Меѓутоа не е ни битно. Бидејќи јас токму затоа последнината сабота од февруари ја одржав проповета под наслов Полната благодат. За оваа цел ја одржав. И потоа немаше време да ги прочитам сите овие информации.
за да знаеме во кого веруваме, да знаеме дека и тогаш кога сме најслаби, а сега сме најслаби. Кога сме најслаби? Сега или во младоста? Како црква колективно, бидејќи имаме различни возрасти во секое време и во црква. Кога сме најслаби? Сега или пред 20 години? Или минатиот век, кога овие немаше место да се да се седне во сабота на овие клупи, кога јас доаѓав прв пат тука како тинејџер. Или сестра Светла, ако се сеќава. И некои од вас другите. Кога бевме како црква, не како поединци, бидејќи сега сме постари. Кога бевме како црква посилни, тогаш или сега? Тогаш. Кога беше посилна верата, духовноста, моралот, воопшто, глобално, тогаш или сега? Тогаш. Сега сме најслаби. Сега сме најутепани. Но да не заборавиме што ни порача Господ, тогаш кога сме најслаби, и би сакал со тие зборови одново да завршам. Денес, второто послание до Коринтијаните, 12 глава, 9 и 10 стих. Второ послание до Коринтијаните, 12 глава, 9 и 10 стих. Иако ви препорачувам да прочитате уште еднаш целата глава. Но тој, мислејќи на Христа, ми рече: доста ти е, доволна ти е мојата благодат. Зошто? Бидејќи мојата сила се покажува каква? Совршено или потполно, кога? Во слабоста. И така ја насловив таа тема, полната благодат. И затоа уживам, него довршив 9 стих, бидејќи мојата сила се покажува потполно во слабоста, затоа со многу поголема радост ќе се фалам со своите слабости, за да се всели во мене силата Христова. Затоа уживам во слабости, дури вели, во навредување, во маки, во прогонување, во тага за Христос. Зошто? Зашто кога сум слаб, тогаш сум силен. Сега сме најслаби, рековме, и тоа е факт. Но сега кога сме најслаби, да не заборавиме дека ја имаме на располагање најголемата сила. Божјата благодат во многу поголема мера сега ни стои на располагање, отколку било кога порано. Кога и како поединци бевме и помлади, а како црква и како народи бевме и посилни, и подуховни, и поморални, и порелигиозни, и како сакаме поинаку да кажеме. Нека му е фала и слава на Господа.